Штипскиот координатор на ВМРО ДПМН Иван Јорданов со порака до државниот секретар за здравство Владимир Милошев. Во Facebook статус и преку соопштение до јавноста, Јорданов му порача на Милошев: ВМРО ја почна, ВМРО и ќе ја заврши новата зграда на Штипската клиничка болница. 3 години слушаме како се одлага изградбата на клиничката болница Штип, а во пракса, откако СДС е на власт, никогаш не е ни било почнато со одвивање на градежни активности. Деновиве повторно гледаме како државниот секретар во Министерството за здравство од редовите на СДС предизборно дава ветување дека ете уште ова одложување и ќе биде готова. Секако дека ова е лага. Почитуван државен секретар, помина времето за лажење, неработење и манипулирање на граѓаните. Никој повеќе не ви верува на вашите лажни политики. ВМРО ДПМН ја започна изградбата на клиничката болница Штип, ВМРО ДПМН истата ќе ја доизгради и пушти во употреба. Напиша Иван Јорданов. Реакцијата на Јорданов доаѓа откако вчера Милошев објасни дека по барање на изведувачот се изготвил нов проект во делот на машинството и електриката, што било причина за забавување на планираната динамика за изградба на болницата. Тука е суштината на моменталниот застој во реализацијата изградбата на клиничката болница. Веруваме дека во најскоро време проектот ќе ги помине филтрите и со интензивна динамика во текот на 2020 година ќе дојде до завршување на првата фаза. На статусот на Иван Јорданов реагира од Министерството за здравство. Градбата на клиничката болница Штип се одвива во континуитет и никогаш не била запрена. Периодично истата е со намален интензитет од објективни причини. Во прв ред тоа беше фактот што фирмата подизведувач Бетон Штип отиде во стечај. Исто така се утврди дека во проектната документација недостигаат делови од основниот проект и тоа за делот електрика и машинство. Со примената на еврокодовите во градежништвото донесени се нови национални и меѓународни стандарди кои треба да се почитуваат. Поради тоа, дополнително се преработи и доработи проектната документација со цел отстранување на недостатоците и незино усогласување со важечката легислатива и стандарди. Министерството за здравство максимално ревносно и одговорно го води овој процес, кој што доведува до пролонгирање на целата градба, но со единствена цел – добивање модерна и високо софистицирана здравствена установа. Стои во реакцијата на Министерството.